Поместувањето на стрелките на часовникот за 1 час при преминот од зимско во летно сметање на времето и обратно предизвикува различни реакции кај научниот свет и воопшто меѓу луѓето. Примерно е што преминувањето на летно сметање на времето во основа краткорочно значи 1 час помалку спиење, но не е скратен само сонот, туку се верува дека промената предизвикува други сериозни последици врз здравјето на луѓето. Научните истражувања велат дека поместувањето на стрелките од 2 на 3 часот, ноќта помеѓу 26 и 27 март, најверојатно ќе предизвика зголемен број срцеви и мозочни удари, потоа пораст на автомобилски несреќи и дури ќе ја намали работоспособноста на луѓето. Од друга страна, паѓаат во вода претпоставките и тврдењата дека ќе се намали потрошувачката на електрична енергија како економска придобивка. Впрочем, летното сметање на времето, кој инаку годинава ќе трае до 29 октомври, е усвоено за време на Втората светска војна како мерка за штедење струја. Логиката била дека подолгото траење на денот значи дека луѓето ќе поминуваат помалку време во користење на електричната енергија. Овој своевиден изум први започнале да го применуваат во Северна Америка и Европа, но не го прифатил остатокот на светот. Не се применуваше ниту во социјалистичките земји, но по распадот на еднопартискиот систем и воведувањето на пазарни услови на стопанисување, многу од нив, меѓу кои и Македонија, го применија.